Премиерот Зоран Заев од денеска престојува во дводневна работна посета на Грција. Заев во Атина учествува на тркалезна маса со грчката влада, организирана од магазинот Економист. Она што е поважно за нас од конференцијата на која е поканет македонскиот премиер е средбата што Заев ќе оствари со неговиот грчки колега Киријакос Мицотакис, на која, како што соопшти вчера потпаролот на грчката влада Стелиос Пецас, ќе се разговара за европската перспектива, билатералните односи, но и за преспанскиот договор. Грчкиот премиер во пресрет на разговорите со Заев ја повтори неговата резервираност во однос на договорот, но посочи дека тоа е сепак затворено прашање, со оглед на тоа дека станува збор за меѓународно ратификуван договор, а Грција, како што изјави, ги почитува таквите договори. Континуирано е изразувана резервираност, но исто така имаме кажано дека Грција е земја на владењето на правото и ги почитува меѓународните ратификувани договори. Ова прашање е затворено, но она што не е затворено е еден според нас проблематичен договор и штом сме резервирани или посад прашање за кој треба да се разговара, очигледно дека разговараме со Заев или кој да е премиер од Македонија. Мицотакис најави дека пред Заев ќе ги отвори проблематичните точки од преспанскиот договор. Конкретно за кое прашање станува збор, Мицотакис не наведе, но симптоматично е што грчките медиуми пред закажаната средба на македонскиот и грчкиот премиер објавија дека македонската страна се откажала од правото на користење на термините античка и егејска Македонија. Ова пак го демантираше председателот на македонската експертска комисија Виктор Габер. Според него се уште не биле утврдени заклучоци од средбите и препораки до властите. Во македонската делегација во Атина ќе бидат и вице-премиерите за економски и европски прашања Фатмир Битики и Никола Димитров и министерот за надворешни работи Бујар Османи, кој ќе има работна средба со неговиот грчки колега Никос Дендијас.